велат дека е многу важно кој прв ќе ти дојде денеска дома. Нас денеска ни дојде прва на гости Надица Илиевска, нутриционистката, значи денеска може да кажеме дека годинава ќе ни биде полна здравие. Добро утро. Добро утро. Така ве доживувам. Среќни празници на сите гледачи, на сите вас, долгогодишни соработници. Посакувам новата година да биде здрава и спокојна, за другото ќе се погрижиме. Така се научивме да кажуваме да сме живи и здрави, се друго ќе си дојде. Ви благодарам, посакувам да ви биде успешна годината, а соработката се разбира. Си како и на назад години, така и си продолжува. Она за што многу зборувавме периодот е што се ќе подготвиме да имаме за празниците, трпезата полна ли ќе биде, ќе имаме ли доволно храна на трпезата, па се правеше руска во изобилие, па сармички во изобилие, се пече месо. Сега изедовме што изедовме, со остатокот од храна што ќе правиме? Оно што е интересно и што е карактеристично за нас како нација е дека правиме количини кои што навистина се малку поголеми од она што реално ни треба, имајќи во предвид дека храната има и, освен што е на извор на животот и на здравието, храната има и други елементи, сензорни, општествени, социјални и така натаму, што значи дека да, сите се соочуваме со тој проблем, како се да наставиме во фрижидер. Оно што е интересно е дека генерално сметаме, бидејќи е зима, дека може храната да трае нешто повеќе од што таа реално трае. Оно што накратко можам да кажам е познатата руска салата, која што генерално, како по правило, се прави за Нова година, ама не е лошо да остане и за Божик. Руска салата не треба да се конзумира повеќе од 3 дена, поради тоа што таа е можеби најранлива, најподложна на расипување, поради составот. Во неа има компир, во неа има мајонез. Павлака, мајонез. Да, значи има работи кои што навистина се подложни. Нас често пати знае да ни остане и на трпезата многу долго време, или пак сега во овие денови да ја чуваме надвор на тераса, што исто така е многу непожелно. Значи треба во фрижидер? Треба во фрижидер и руската салата треба да се исконзумира за 3 дена. Прво и основно не е касно, не чекаат уште едни празници. Копчето на фрижидерот треба да се намали некаде околу 5 степени, затоа што оно што го имаме спремено, генерално, за да го задржиме квалитетот и за да биде безбедно, треба да го чуваме на температура помеѓу 4 и 5 степени, најмногу 6. Месото, доколку е термички обработено, може добро складирано да трае 5 до 6 дена на температура не повисока од 6 степени, но оно што често грешиме е покривањето на садовите. Најчесто со фолија. Да. Меѓутоа, тоа не спречува развој на микроорганизми, што значи дека треба да бидеме спремни на добро складирање, значи на специјални стаклени садови, и не мора да биде вакуум, меѓутоа треба да биде убаво, да немаме воздух. Добро. Или треба да биде во специјална пластика за складирање. Она што трпи замрзнување, веднаш треба да се замрзне, но не грешиме само на чувањето на намирниците, грешиме и многу и во подгревањето. Зеленчукот се подгрева само еднаш. Тоа значи за сите варива, посебно таму каде што имаме сосови. Значи тие се неверојатно кратко се безбедни и нивното подгревање всушност е вовед, значи тие температури може да се развијат и патогени, штетни организми. Месото, единствено нешто што трпи повеќе кратно подгревање е сармата, меѓутоа сармата се подгрева на кратко време на висока температура. Тогаш сме сигурни дека сме го спречиле растот и развојот, бидејќи генерално подгреваме на ниски температури, кои што многу често погодуваат на одреден вид на бактерии, кои што почнуваат да се развиваат токму на тие ниски температури како што подгреваме. Колачите. Тортите, колачите не се чуваат на тераса, доколку имаат кремови, јајца,
на вистина треба. Познатата Васина торта е, чинам дека традиционална најмногу за 4 дена во фрижидер. Да. А сувите кекси, добро складирани, може да траат и до 10 дена. Добро, тука под прашање имам обично тие сувите со оние буџики колачиња, да речеме, па тие секогаш не се на собна температура поставени на масата. Да, што значи дека на вистина треба да внимаваме на рокот на рокот на траење, затоа што многу пати ние имаме навика да безбедноста ја гледаме само на око. Меѓутоа, она што на око ни личи дека е безбедно, не мора да значи. Значи, веќе почнале процесите на расипување. Класичен пример е кога имаме дома парче сирење или кашкавал и кога знаеме да ја отстраниме само површината и сметаме дека тоа што останало е безбедно, меѓутоа не. Видливо тоа е она што го гледаме на површината, меѓутоа она што го има како процес на расипување, го има и во оној навидум здрав дел. Истото се случува и со тегли од зимница, кога ќе видиме дека имаме на површината расипливост, па го отстрануваме само горниот дел. Чисто знаеме тоа, извинете, и со ако има мувла на површината да го направиме. Точно, меѓутоа треба да знаеме дека тоа е само врвот на ледениот брег. Микроорганизмите, значи процесот на расипување е веќе почнат и е присутен и во целата количина, и тие се тие работи. И сега тие количини, каде грешиме? Тие количини можеби не се доволни за акутно труење, за интоксикација, меѓутоа делуваат штетно на нашиот организам, го оптеретуваат нашиот дигестивен систем, делуваат на нашата цревна флора, што значи дека апсолутно не се безбедни и не треба да ги користиме, и препораките се секогаш да спремаме количини кои што ги јадеме во моментот најмногу ден-два потоа. Ова што го посочувате, навистина верувам дека во многу домови сега како сијаличка свитнува затоа што сите ја правиме истата гречка, впрочем, но па за да не ја направиме, па јадеме малку повеќе количински за да не ни остане. И сега во трката со тоа дали да изедеме повеќе, да не остане, дали што да складираме, едноставно овие денови се такви. Она што сакав да ве прашам е што ни прави најголема тегоба? Комбинацијата на храна, традиционалната што ни е на трпезата, или тоа што количински знаеме да изедеме повеќе? Подеднакво и едното и другото. Комбинациите се неверојатно важни, комбинациите на храна се цела наука. Неверојатно важни од проста причина што вистинските комбинации на храна ќе бидат добро дигестирани во нашиот желудник, нема да ги оптеретат цревата, потоа ќе бидат добро искористени и на тој начин ние се негуваме со храна. Големите количини и лошите комбинации, посебно невообичаените комбинации во текот на годината, прават дополнително да имаме, ние го велиме сложен оброк, кој што го пролонгира варењето на храната дури и до 10 часа. Кога количината на храна ќе ја зголемиме дупло, некогаш и 3 пати повеќе, дополнително ние правиме желудникот да се растегне, тоа е многу еластичен, меѓутоа и тоа некогаш не е доволно, па честопати ја чувствуваме болката поради тоа што има опасност од враќање, па познатите празнични киселини. Да. Потоа, да се знае, не се бесконечни ензимите кои што нашите органи ги лачат за да ја сварат храната. Па во цревата буткаме храна која што не е доволно сварена, понатаму таа ферментира, прави гасови, прави подуеност, тежина. Морам да спомнам изголеменото количество на сол кое што оди во празниците. Малку дополнително со уште и некој газиран пијалок, пон со шекер или повеќе алкохол, кој што, кога пиеме алкохол, се друго во организмот престанува. Затоа што тоа е најхитно да се работи,
за да не дојде до интоксикација од алкохолот, што значи дополнително не ја вариме храната. Понатаму сето тоа се комплицира. И тоа не е страшно доколку се случи еднаш, организмот има механизми, меѓутоа ние имаме навика да ова што се случува на 1 јануари го пролонгираме до 31 јануари, Да. што значи дека веќе сме во големи проблеми на средина на месецот и тука веќе, ако земеме дека не чека една зима која што е полна со вируси и каде што треба да бидеме на вистина во добра форма, на некој начин правиме на организмот потешко да ја започне годината, а сите посакуваме таа да биде полесна. За вирусите и за загадувањето сакав да го завршиме разговорот, ќе ве прашам и тука, но многу интересен куриозитет беше тоа што го прочитав и споделив вчера, дека најпребаруваниот збор во месец декември е фит. Веројатно јас го поврзувам како да бидеш фит за новата година, така го поврзувам логички, а најпребаруваниот збор во месец јануари бил детокс. Колку има вистина во ова и колку едноставно го практикуваме вистина тој што му правиме на организмот. Брзаме да ослабиме за нова година, па потоа се опуштаме ни убаво во домашна атмосфера, нели си уживаме во празниците, па потоа сакаме се пошегувавме нели за ден и пол детокс да направиме на организмот. Она што е навистина интересно да постои една, морам да кажам дека е мода. Фит е збор кој што излезе во нашите, кој што влезе во нашите речници последните години. Меѓутоа, зборот фит не се однесува само на храната, тоа е стил на живење и не се однесува само на тоа, на изгледот. На изгледот. Да. Стилот на живење каде што ќе бидеме во добро здравје. Ајде да кажеме, тоа е начинот на кој што го кажуваме зборот и го употребуваме и му даваме значење. Меѓутоа, реално во пракса, може би спаѓаме во нациите кои што се најмалку фит. Фитот се поврзува со фитнес, меѓутоа фит значи добра форма во однос на стилот на живење. Многу често, да не речам секогаш, како да е во нашите карактери се брзите решенија. Кога се работи и за едното, и за другото, едноставно не се возможни брзи решенија. Она што беше интересно на 31 декември, може и во нашата најблиска околина сме го слушнале, нема да јадам денеска цел ден и така вечер ќе се најадам. Да. Апсолутен шок и непотребна штета за нашиот организам. Организмот бара мир, спокој, досада. Значи, вооброченост. Празниците не треба да бидат прекршување на вооброченоста. Може би се време кога треба фамилиарно да вкусиме нешто што е традиција, што не потсеќа на детството. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да ги сосема напуштиме секојдневниот ритам. Значи, да имаме појадок, да имаме ужина, да имаме вариво, да имаме супи, да имаме чорби. Сега детоксот, ќе се занимаваме со детоксите не само овие денови, туку и наредните. А вистина е во тоа, верувате во она што го споделив како пребарувачки зборови, верувате дека вистина е тоа дека го прават во декември фит според вашето искуство, а во јануари детокс? Јануари генерално е секогаш месец каде што сите вообичаено и оние кои што се фит зголемуваат телесна тежина и сакаат да ја намалат најчесто преку детокс програми, иако детокс програмите генерално не се насочени кон намалување на телесна тежина. Намалувањето на телесна тежина е друг протокол. Чистењето на организмот од натрупаните работи кои што сме ги натрупале е сосема друг процес. Дури би рекла дека и не ни одат заедно, бидејќи тоа е премногу за нашиот организам, но да, речиси кај сите,
во новогодишните резолуции спаѓа детоксицирањето, иако тоа е многу сериозен пристап треба да се има кон тоа. Меѓутоа, секако може да почнеме со некои многу едноставни работи. Прво е намалувањето на количините, второ е, едноставно, значи повеќе течна храна. Што би предложиле вие? Супите ги споменавте, чорбите? Супите, чорбите, јас многу често споменувам последниот период. За мене се радувам, пошто постои еден светски тренд, јас го нарекувам супите и чорбите се новото смуди. Затоа што сметам дека тоа навистина треба да се врати во исхраната. Ние генерално, ако сакаме да почнеме да олесниме на органите, ние не можеме со храната да правиме детокс. Ние можеме со храната да овозможиме на нашите системи, кои што го вршат детоксот, да си ја вршат работата спокојно и квалитетно. А вие тоа советувате? Значи, првиот чекор е зголемување на внес на здрави течности. Нека биде тоа лимонадан на дневна основа, неколку лимонади, нека биде доволно течност, нека биде отстранување на намирниците кои што не ни се потребни. Доколку сега ги дојадеме пакетчињата од децата и од внуците, тие не ги споменавме. Значи, треба таа навика да заврши вклучително со завршување на овие релаксирани денови, додадените шеќери, многу солените јадења. Тоа е почеток на детокс. Течности, секако постои храна која што директно помага на системите да се разбудат. Тука се некои минерали, треба да овозможиме на жолчката добро да работи, треба да овозможиме црниот дроб да не работи 24/7, тоа значи да се откажеме од јаките вечери, бидејќи нашиот организам има циркадилни системи кои што функционираат биоритамски. Значи, не му е дадено на црниот дроб да ја чисти во 3 часот ноќе тешката вечера која што сме му ја приредиле. Тогаш апсолутно се будиме уморни, отечени, подуени, без енергија, без квалитетен сон. Така да детоксот треба да опфати прво таков тип на наши дејанија, а потоа оние рецепти кои што се ден и пол, 3 дена, 5 дена, ниту пак постои една намирница која што ќе ја заврши работата на сето она што ние сме го правеле 10, 15 или месец дена. Брзиот детокс, како и брзите диети, се опасни по здравието, не само што се штетни. Затоа што брзата детоксикација не воведува во интоксикација. Брзото ослободување на токсините од депоата, имајќи во предвид дека дури и бргото намалување на телесна тежина, организмот она што му штети складира најчесто во масното ткиво. Се што е вишак се складира во масното ткиво. Брзото топење на масното ткиво, популарните диети прават еден вид на ослободување на токсините, што значи едно додатно оптеретување. И сега, ако ние за празниците сме уживале во богата трпеза, сме покачили телесна маса и потоа нагло сакаме да завршиме работа и за детоксицирање на организмот, значи да му олесниме од токсините, и плюс да намалиме телесна маса, тоа е еден сериозен атак, сериозен стрес. Не сакам да кажам дека самиот стрес прави хормонско пореметување. Тоа хормонско пореметување многу често знае да влијае и на хормоните кои што нас не се потребни за да бидеме здрави, а тука е инсулинот. Големиот стрес на организмот прави или хиперинсулинемија, или прави други хормонски пореметувања, па често пати после празниците го покачуваме и прагот, реалниот праг, каде што ние чувствуваме ситост.
Значи, едноставно не ги слушаме сигналите на нашето тело. Но тоа е една голема тема која што можеме само како информација да едуцираме, како подсетување, дека навистина треба да внимаваме за да не го гаснеме пожарот. Она што практично јас препорачувам, еве, и за следниот период, нека вечерата биде некоја лесна салата, да не биде некоја салата која што има јаки сосови, а чорбите и супите да бидат секој ден. Сега сме сите дома, имаме повеќе време да се посветиме. Чорбите и супите нека бидат присутни секојдневно. Може да конзумираме и традиционални празнични специјалитети, меѓутоа да ги искомбинираме со храна која што нема дополнително да не оптерети, да внимаваме исто така на течностите. И она што е многу важно, кога сме веќе дома и имаме време да се посветиме на уживање во храна, да ја жвакаме храната полека, бидејќи дигестијата на храната започнува во устата, полека да уживаме, да не конзумираме многу течности со храната и да не заборавиме дека треба да се јаде почесто во помали оброци. Нека биде новата година можност за формирање на нови здрави навики. Ако досега еве сме ги заборавили, убаво подсетување беше ова, сакам да го заокружиме разговорот со една многу актуелна тема, нешто за што за жал зборуваме со високи бројки, споделувам информација, постојано велам се што можеме ние како граѓани да придонесеме во намалување на аерозагадувањето да го направиме тоа, но сепак за некои работи немаме никакво влијание, не можеме ништо да сториме. Енормно е загадувањето изминатите денови, така и денеска. Маглата си го прави своето. Сакав да ве консултирам на крајот од разговорот. Често знаете да ми ги споменете антиоксидантите. Ќе придонесат ли тие ако ги зголемиме малку повеќе периодот да го намалиме тоа дејство на загадувањето кој што го има на нашиот организам? Едноставно тие се единственото нешто кое што може да ни помогнат преку храната да ги намалиме штетите, бидејќи слободните радикали, зеленото, хлорофилот, е единственото нешто кое што како ловец тешките метали ги врзува за себе и ги исфрлува од нашиот организам, а пак антиоксидансите се единствените кои што слободните радикали во текот значи може едноставно да ги неутрализира, што значи дека ние имаме задача да му помогнеме на организмот со зголемен внес на антиоксиданси во наредниот период да може да се справи организмот на некаков начин со енормното загадување. Сакам да кажам, мора да се грижиме во овој период за нашите црвени крвни зрнца, бидејќи тие го носат кислородот, тука хемоглобинот работи, да се внимава доволно на внесот на B12, на Б витамини, значи многу антиоксиданси, шумско овошје, добро, претежно, дури препорачувам и суплементација со антиоксиданси, потоа зелено, хлорофил и Б12, за да може, значи, црвените крвни зрнца да добро работат, односно и она малку кислород во воздухот да може да го искористиме. Ви благодарам, посакувам да имате убава успешна година, да имаме повеќе можности и прилики да соработуваме, се разбира, на професионален план. Тука го тргаме на страна приватниот. Драго ми е што со мојата докторка се ја започнав годината. Благодарам. Благодарам, јас сум сепак само нутриционист.